Почина Панчо од ДНК. Тивко згасна гласот на еден неповторлив уметник. Збогум легендо. Најновите извештаи ја потврдуваат трагичната вест дека Владимир Блажев Панчо, член на музичкото дуо ДНК, починал. Оваа информација доаѓа како шокантен обрт. Првичните извештаи велеа дека е повреден и хоспитализиран, но сега има официјална потврда дека тој не успел да ја преживее борбата по трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани. Во ноќта помеѓу 15 и 16 март 2025 година, на концертот на групата ДНК во дискотеката Пулс во Кочани, избувна голем пожар, предизвикан според досегашните обвинувања и истраги од употреба на пиротехника. Пожарот се прошири со огромна брзина. Обвинителството поднесе обвиненија против 34 физички и 3 правни лица за настанот. Во тој пожар животот го загубија голем број на млади луѓе, вклучително и членови на бендот ДНК. Андреј, вториот член од дуото, загина откако се вратил да помогне според извори. Покрај Андреј во несреќата загинаа тапанарот Ѓорги Ѓоргиев, клавиатуристот Филип Стевановски, гитаристот Александар Коларов, фотографот Александар Евтимов, придружниот вокал Сара Пројковска, тон мајсторот Игор Велков и битбоксерот Мартин Атанасовски. Во пожарот загинаа вкупно 62 жртви. За жал Панчо е 63-тата. Судбината на Панчо, болка, повреди и борба. По избувнувањето на разорниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани, еден од ретките преживеани од трагедијата беше Владимир Блажев Панчо, членот на познатото македонско музичко дуо ДНК. Тој беше итно пренесен во скупската болница Аџи Бадем Систина, каде што беше хоспитализиран со сериозни повреди. Според информациите од лекарскиот тим, Панчо претрпел изгореници на лицето и рацете, а истовремено вдишал значителна количина на чад, што дополнително ја влошило неговата здравствена состојба. Во критичните денови по несреќата, тој беше ставен на кислородна поддршка и сместен на оделот за интензивна нега. Медицинскиот персонал информираше дека иако состојбата била сериозна, сепак била стабилна и не се наоѓал во непосредна животна опасност. По повеќе од 6 месеци интензивно лекување, Блажев беше прифрлен на редовен болнички одел, каде продолжи со опоравување. Меѓутоа, паралелно со неговата битка за здравје, во јавноста започна да кружат информации дека Панчо се наоѓа меѓу осумничените во рамки на истрагата за трагедијата. Според извештаи од некои медиуми, постојат тврдења дека тој или лицата од неговиот тим можеби биле одговорни за внесување на пиротехнички средства во дискотеката. Токму оние што наводно го предизвикале пожарот. Во сенката на личната трагедија и огромната загуба на блиски луѓе, Панчо се соочуваше и со правна неизвестност, што дополнително ја влошуваше неговата животна борба во најцрната ноќ во неговата кариера и живот. Биографијата на Владимир Блажев Панчо, од музика до животна борба. Владимир Блажев, познат како Панчо, беше еден од членовите на музичкото дуо ДНК. Во јавните изјави тој се споменува и како DJ Шорти Пи. Во интервјуах Панчо зборувал за тешкотиите на македонската музичка сцена, дека многумина очекуваат успех лесно, но дека потребен е труд, контакт и вложување. Дуото ДНК имаше планови за нов албум, концерти, креативни проекти. Панчо беше активен музичар, ентузијаст, одличен талент и човек помеѓу народот. Неговата животна патека ја обележаа и можни здравствени пречки. После повредите од пожарот се соочи со тешка и неизвестна борба за оправување. Збогум Панчо, твојата музика ќе трае за секогаш. Сцената никогаш повеќе нема да биде иста без тебе. Почивај во мир. Панчо, ти благодарам што прифати да бидеш мој соговорник за прв пат на Хајп Македонија. Како си кажеме за почеток? Малце настинато, пред се да ги поздравам вашите гледачи, тебе одавна не сме се виделе. Да поздравам вашата телевизија која се труди и многу ми е драго што повеќе телевизија има, тоа подобро за сите артисти, уметници и оние кои се бават со јавна професија.
Имаме многу добар повод за почеток на нашиот разговор. Влезе вашата нова песна Фала, заедно со видеозапис. Сакам да ми раскажеш приказната околу целиот тој проект и посебно внимание ми привлече почита на крајот од вашиот видеозапис која имате оддадено кон прерано починатата Фросина за жал, што сега е нели тема во целата држава. Ајде да почнеме од последното. Ние патевме барање до незината сестра и согласност и она ни одобри. Дај Боже да никогаш не требаше тоа да го ставиме, ама секогаш сме тука да помогнеме ете и овие тешки времиња за нивната фамилија, а генерално и за јавноста сите беа потресени од такви работи, бидејќи може да се деси мене, тебе, на некој од нашите гледачи. Ја веќе деца имам на дечиња, не само мои нечеви, тоа е страшно лошо и верувам дека било кој за луѓето малце да размислуваат дека не само ако се случи нешто дека туку така ќе прекинат, а во однос со нашата numera тоа не можам да кажам секојдневие, работиме континуирано и секоја нова песна проект кога го пуштам имаме возбуда и трема како ќе реагираат нашите да кажам следбеници, фанови, уште помалку него луѓе кои почитуваат нашата музика и исто како секој нареден овој и секој нареден сингл и сите претходни кои се многу ги доживуваме исто со возбуда, бидејќи секогаш можда сме едни од ретки, тако ни ретки што многу шараат во стилски и овој пат направивме нешто као throwback, пошто ДНК е највпечатлив и познат, кој се изгради кариерата на тоа. Една така 2000s од 2000-те балада со добар аранжман, мислам дека и лесна мелодија, едноставен наслов. Спотот го режираше Огнен Шапковски. Искрено изгледа фотографијата супер, не кефме да се врзуваме за приказна. Една девојка која доликува прекрасно на спотот се вика Теа, мислам дека последната мис беше на Македонија, ако не се лажам, да така она мисля дека ни кажа. И доаѓа од Куманово, мислам дека се вклопи секако што треба, во приказната емоцијата е битно доловена, можда некој ќе име доседен спотот, бидејќи има многу кадри, ама дејството се случува во аранжманот е на Лазар Цветковски, нашиот трет член на бендот и толку текстот е мој, музиката заедничка и не знам што друго да кажам. Ханчо, имате многу хитови зад вас, значи безброј настапи, концерти, на естрадата сте веќе од 20 години, да речеме од пред 30, така? Колку е тешко да се остане на македонската музичка сцена толку долго? Па многу, нешкако ќе звучи многу едноставно, ако кажам дека е едноставно. Само работа. Напорна работа. Не знам што друго да, немам некој рецепт за тоа, јас и Андреј. Значи, функционираме баш као фамилија, не секогаш сме за исти работи, ама компромис, баш реков као фамилија или многу блиски другари кои функционираат као фамилија. На сите им препорачувам само да работат и да веруваат во себе, иако е клише, ама со многу работа, она странците викаат hard work pays off. Така еден ден ќе се исплати секако, дали подоцна или покасно, не може све преку ноќ. Све што е преку ноќ се вика сензација, самиот збор сензација знаеме што е и трае многу кратко. Така да. Кои беа најголемите пречки во текот на вашата кариера? Дали постојат такви што ве умориле едноставно? Па континуираното хаслање, немање на вистинска подршка менаџерска, може што сме ние one man show, јас и Андреј, среќа што сме двајца, па ги имаме поделено работите на некој начин. И сега не знам дали би знаеле да работиме со менаџер, ние имаме booking management и човек кој е задолжен за однос со јавност, или PR, нели по модерно време, Васка Спасовски. Така да супер функционираме со него, и сме пријатели, ја обично не кем да сме пријатели и соработници, ама у овој случај одлично, перфектно функционира и мислам дека никогаш не би го менјале за сега, се додека и он е задоволен од нас. Така да
тие биле најголемите, и за секој уметник е тоа пречка. Еден уметник сака само да доаѓа, да му се закаже на интервјуа, сака да разговара со вас новинарите, да пее, да настапува, да се фокусира на креативни работи, а не да иде по спонзори. Некогаш мора да се појави на некои прослави, нели да направи чест, како што и обратно треба, така да мора да има некој реципроцитет и да не се прават звезди кога ќе ги викнете на интервју да дојдат. Можда не веднаш и сега, ако има вистинско зошто треба да се почека, и мислам дека вие сте тука за нас во секое време кога ни треба промо, така да повеќе ние зависиме од вас него вие од нас.